Суштеството кое најмногу ги мрази законите што Бог ги воспоставил за својот народ е ѓаволот. Непријателот, ѓаволот, ги подбуцнувал луѓето и на крајот презел мерки за да исчезне пасхата на новиот завет од земјата. Според тоа што вели Галатјаните поглави 1. Дури и ако ангел од небото ви проповеда евангелие различно од она што ви го проповедав јас, што треба да се направи? Тој постојано нагласуваше, нека бидат под Божја клетва. Со други зборови, дали тоа значи дека без да се има вистината и законите на пасхата од новиот завет, како што ги објавил Исус, не може да се оди на рајот? Да го погледнеме Матеј поглавје 26, стих 17. На првиот ден од празникот на бесквасни лебови, учениците дојдоа кај Исус и праша: "Каде сакаш да ти подготвиме да ја јадеш пасхата?" Тој одговори: "Одете во градот кај еден човек и кажете му: Учителот вели, моето време е близу. Ќе ја прославам пасхата со моите ученици во твојата куќа." Така учениците направија како што им нареди Исус и ја подготвија пасхата. Исус бил тој што заповедал да се празнува пасхата, а неговите ученици, следејќи го неговото учење да ја празнуваат, се подготвиле за пасхата и милостиво ја прославиле заедно. Во црквите денес многумина извикуваат: "Исусе, Господи, Господи." Исто така 12 ученици, Петар, Јован и Јаков, се фалат како големи ученици на Исус. Апостол Павле е неопходна фигура како пример за нашата вера. Сепак, пасхата што ја прославувале Исус, апостол Павле, Петар и Јован не се прославува во ниедна црква во светот денес. Сите, што мислите за ова? Тоа е неверојатно. Навистина зачудувачки. Тие велат: Петар има голема вера, но верата во одбележувањето на пасхата не е видлива за нивните очи. Апостол Павле е голема личност која е расширила Христовата порака до Европа. Тој е голем апостол. Додека патувал на своите мисионерски патувања, тој ја проповедал веста за Евангелието, заветот Божи за спасение на човештвото. Ете зошто тој се смета за голем. Самото патување не е благодатно. Исус давал учења, а Павле исто така рекол: "Она што ви го предадов, тоа го примив од Господот." Ноќта кога Господ Исус беше уапсен, тој зеде леб, се заблагодари и рече: "Ова е моето тело." Потоа ја зеде чашата и рече: "Оваа чаша е новиот завет во мојата крв, која се пролева за мнозина за простување на гревовите." Ова беше јасно споменато во 1 Коринтијаните поглавје 11. И покрај сето ова, црквите во светот денес сметаат дека сето тоа е бескорисно. Тоа е нешто што го добивме од Господа. Дали Бог би ни испратил нешто погрешно? Тој дојде на оваа земја за да даде живот и спасение. Суштинската вистина дадена за спасението на зачудувачки начин е отстранета во денешно време. Навистина е зачудувачки. Затоа отецот и мајката, чувствувајќи тага, дојдоа на оваа земја, облекувајќи се во тело и повторно се вратија.